се Бого небесто, že zovu tajnstve, od Petrocite svetom ne oveli, raduje se Vladičice, preku koja so radost se ispunjujane, i život nasledujane. Presvjataja Bogorodice, spasi nas. Jazik od nabesednicite ne može so pesna, da te proslavi Vladičice, zašto povisoko od serafimite si se izdignala, otkako go rodi car od Hristos, nego moli go oj narod da se izbavi od mnogu te iskušenija. Slava na Otcu ti Sinu ti Sveti Duhu nosite, kraj šta te hvala slaviti te koja su prse napiše slovo to na Otecu čista, nego moli Bogu knjigata na životu, a se zapiš da nam primijamo Господи, помилуй.
свето. Господи помилуј, За оние кои лежат во немој, Господи помилуј, помолиме за изобилие на земни плодови. Господи помилуј, За секоја душа на православните христијани, Господи помилуј, православните архиерейки на овој свет крал. Господи помилуј, И за самите себе. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Помолите на светите отци наши, Господи Исусе Христе Боже, Амин. четврта неделя од Великиот пост. Благочести христијани, она што Богородица го направила, го прави и ќе го прави за нас, ни дава една обврска, да ја воспеваме, да ја почитуваме, да ја величаме, да славословиме за нејзин. Бидејќи навистина прифати да го прими Создателот на светот, на целиот космос, Создателот на се, односно второто лице од Света Тројца, Логосот Божи. И покрај тоа што таа нема потреба ние нити да ја величаме, нити да ја славиме, бидејќи е пославна од херувимите и неспоредливо пославна од херувимите. Така да нашата пофалба или мојата пофалба од мојата нечиста уста воопшто и не е потребна. Меѓутоа, и ние одека сме застанати и од љубов без разлика какви да сме, и принесуваме на нејзе и пофалбу и славословија и благодарност за сето она што направила за нас, што прави и што ќе прави во иднина. Бидејќи, пак ќе речам, имаме обврска на едно место во Светото Евангелие Христос, нели, десетмина излекувал од лепра, нечисти, меѓутоа само еден месна Божец се вратил назад да му се заблагодари на Бога. А Христос пак на тоа запрашал, нели беа десетмина што ги излекува. Каде се другите 9 Пречиста Богородица има направено безброј чуда. И не знаејќи ние самите честопати прави чуда, да не сме свесни, да не бидеме како оние безчувствителни луѓе кои што немаат чувства за благодарност. Ами, ето, Пречистата Владичица наша Богородица, и ден денес, пак ќе повторам, е со нас, и ден денес го моли Христа Бога за нас, како некогаш на свадбата во Кана Галилејска, кај што му вика на луѓето, направете го тоа. И тие го прават и се случува чудо. Меѓутоа, да знаете дека некои работи треба да ги бараме со вера од Бога, од Богородица. И во секој случај ќе ни, ако се Богу угодни тие работи што ние ги бараме од незе, Господ ќе ни даде се оно што бараме. Но ако не ни даде, тогаш да знаете дека Господ има поголеми планови за нас и тоа што ќе ни го даде ќе биде не за наше спасение, туку за наша осуда. И тоа треба да го примиме смирено, бидејќи ако на едно дете кое што плаче за еден нож,
ние не му го даваме, бидејќи знаеме дека може да се повреди, да си наштети само по себе со тој нож. Тогаш и Господ со нас постапува исто. Не ни го дава тоа што ни наштетува на нашите души, на нашето спасение, туку секогаш ни го дава онова што ни е потребно. А Христос вели најнапред барајте го Царството Небесно, а потоа сето друго ќе ви се придаде. Така и ние да припаднеме кон Богородица и да бараме она што е спасоносно за нашите души, она што е за наше спасение потребно. А Богородица, измолувајќи го Христа својот Бог, ќе го добиеме ето со вера и тоа. По молитвите на Пречистата Владичица, наша Богородица, која што е застапница на сите сираци, на сите вдовици, на сите обременети, Господ Исус Христос да не помилува и спаси да го